Поранешни работници во земјите од Блискиот Исток како цивилен персонал кои служеле во американските бази за време на војните во Ирак и Авганистан протестираа пред управата за јавни приходи во Куманово. Потпишаа петиција со која го оспоруваат данокот што УЈП им го пресметала за 2020 година врз основа на нивните приходи од неколку стотици илјади долари. Значи, изминатите 23-4 години, како што проектите започнаа во Ирак и Авганистан, зборувам само за Куманово, мислам дека бројката е од 20 до 25.000 луѓе. Моментална бројка, сега што се опфатени, се 3-4.000, може и повеќе, не знаеме точно колку. Значи, тоа се луѓе што се опфатени од 2020 па наваму. Не се оданочуваат моментално платата, а на некои луѓе и им стигнало за обештетување. Кога однесеш документи за обештетување, тие ги разгледуваат и уште се во процес, така да и тоа може да биде и проблем. Еден од учесниците на овој протест изјави дека се оданочуваат двојно, бидејќи според нив компаниите што ги вработувале веќе им задржувале данок од платата во државите каде што работеле, но платите што редовно им легнувале на сметките во Македонија, како и обештетувањата што подосна ги добиле од 200 до 500.000 долари, биле оданочени и од управата за јавни приходи во Македонија. Доказите што ги донасаме е пасошот кој има печати од сите држави каде сме влегле и каде сме излегле. Пасошот има виза, уредна. Значи, што пишува тука? KBR, спонзор за работна виза во Ирак. Пасошите со печати, влез, излез, каде сме влегли. Еве ја, втората виза, работна виза. Значи, секоја година ни обновуваат работна виза и секоја година не обновуваат таа лична карта, бидејќи како странци мора да имаме лична карта. Сега ве прашувам, компанија која е мултимилиардерска компанија, меѓународна компанија, дали ќе се осмели да не плати данок? Дали тоа треба да докажеме дека таа компанија работела криминално? Од управата за јавни приходи велат дека не станува збор за ретроактивен данок или нова законска одлука, туку за одредби кои од самиот почеток постојат во Законот за персонален данок на доход. Директорката на УЈП Елена Петрова изјави дека станува збор за универзален принцип кој важи во секоја даночна јурисдикција. Секој резидентен даночен обврзник кој остварува приходи во странство мора да ги пријави и да го плати данокот во својата држава. Таа негира дека има двојно оданочување и уверува дека овие даноци се законски и мора да се платат во утврдените рокови. Македонски даночни резиденти овде треба да го пријават и оданочат целокупниот свој доход остварен во земјата и во странство. Значи, да повторам, не се работи за ретроактивна примена на законите. Во однос на платениот данок во странство. Значи, и нашиот закон за данок на личен доход и меѓународните договори со кои што се склучени со одредени земји, значи не со сите, туку со одредени даночни јурисдикции, заштитуваат да не дојде до двојно оданочување, односно данокот за еден ист доход да се плати двојно во двете земји. Поранешните вработени во земјите од Блискиот Исток се обврзани да го платат данокот најдоцна до 15 јануари 2026 година. Во спротивно, за секој ден за доснување, каматата изнесува 0,3% од износот на данокот. Тие велат дека некои веќе го платиле новиот данок бидејќи имаат бизниси и ризикуваат да им бидат и блокирани жиросметките. Најавуваат жалби до Уставниот суд, а додаваат дека правдата ќе ја бараат и пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Исто така најавија дека следниот чекор ќе биде блокирање на патишта.